Добро утро и од мене и добре дојдовте во новото издание на магазини. Веднаш поја сакам Македонија. Верувам дека веќе нели се расположивте и расоните со моите колеги. Сега денеска се дружиме во магазин со моите двајца гости од Stand by Band, Марија Данева и Александар Авукатов. Зборуваме за новата песна која што е соработка со Ѓоко Таневски, за нивните настапи, следни планови за следнава година, а ќе се навратиме и на минатогодишната песна Љубов. Затоа останете со нас. Добро ви утро и добре дојдовте. Добро утро, Јелена. Ти благодарам на поканата. Многу ми е драго што сме денес ваши гости. Ова ни е прво гостување кај вас во емисија и се надевам дека ќе си имаме одличен разговор. И воопшто во Сител телевизија. И воопшто да, во Сител телевизија. Ете, баш ми е драго што е така, што имаме една ексклузива, особено за новата песна, која што е соработка со Ѓоко Таневски. На почеток сакам за презимето само да те прашам, бидејќи е многу интересно. Авукатов има врска со адвокати. Да, секако авукат на турски е адвокат, така да презимето е старо уште од турско, така да останало во нашето семејство и така препознатливо и интересно. Да, прв пат го имаме и тука во студиото. Ова презиме прв пат слушаме тука меѓу нас, нели, за Авукатов, затоа ми беше интересно самиот корен, дали ете има врска на вистина со адвокат. Точно така. Колку време пак постоите вие како бенд, колку време се познавате, дали и од претходно сте соработувале? Па, искрено да ви кажам, јас од 2017 година почнав да се занимавам професионално со музика. Веќе со нив сум 3 години. 22. 2022, да. Веќе 4-та година влегуваме, но тие се некако повозрасни од мене. Можеби тие ме знаат мене од претходно, но некако генерацијски сме доста голема разлика и соработката ни започна 2022 спонтано некако. Јас бев при крај со завршување на на музичка приказна. Да. Бев настапував со Горан Тонев, бевме како дуо и кога бев во завршна фаза, некако ни се поклопија коцките и заедно така почнавме соработка. Да, нејзи беше можеби така спонтано, на нас не ни беше. Имавте бирање, пребирање? Не, имавме план во кој правец ќе се движиме. Претходно ние бевме рок бенд и констатација дека на нашиот пазар се послабо минува тој вид на музика и за да продолжиме да се занимаваме, сметавме дека ќе мора да промениме стилот, да влеземе малку повеќе во поп водите и бевме со намера да бараме вокален интерпретатор и ете, ја разавме дека Марија веќе ќе биде слободна, разговаравме со неја и така 2022 некаде летото, крајот на летото, така, есента веќе почнавме со настапи. А и со граѓани сте? Да, секо, ние двајцата, другите двајца членови не. Сашо Стојановски, нашиот тапанар, е од Скопје и Дарко Спировски од Пробштип. Така да ги поздравиме и останатите членови. Како пак се случијате и со Ѓоко Таневски да се запознаете, да соработувате? Па, да, во твои раце е наша втора авторска песна. Првата авторска песна е Љубов, која што е дело на нашиот колега Сашо Стојановски. Некако соработката беше, мислам, идејата за песната да биде дует со Ѓоко Таневски беше на нашиот колега Сашо Стојановски. Исто и автор на песната. Да, кој што е автор на музиката. Тој кога ни ја пушти демо верзијата, некако сите го почувствувавме тоа дека Ѓоко Таневски ќе ја доведе песната така како вистинскиот лик за да биде песната во соработка со него. Да. Воопшто не се двумевме за него дали тој ќе биде во вистинскиот, толку за песната и некако му испративме песната, на него му се допадна песната. И така и всушност започна целата соработка. Инаку ние се знаеме и приватно многу подолго време, така да сте работеле и претходно со него? Со него.
Јас имам еднаш настапувано со него само, така, како замена, а Сашо, мислам дека има повеќе време настапувано со него, така да се знаеме долги години и така, добри пријатели. Така, не значи... испуштаме прилика да се видиме ние колку идеме во Охрид или тој колку дојде во Штип. Да, веќе долгогодишно пријателство, да, крунисано со така е, со работка, така е. А зошто пак мислиш, ете и претходно кажа дека нели повеќе се слуша сега поп музиката и некако други жанрови отколку рок музиката, каде се изгуби тоа во низ годините, во времето? Па не знам што да кажам, овие нови продукции од соседството и генерално трендот во светските трендови се такви, така да трендот отиде на таа страна. Не знам, и мене ми е чудно каде се изгуби целата таа приказна. Еве во Скопје се уште постои некаква рок сцена во некоја поблага варијанта од порано, меѓутоа ете ги се помалку ги има. Во Скопје и така и така. Меѓутоа во остатокот на Македонија многу слабо. Може на прсти да се изберат локалите кај што можеш да настапиш со рок музика, така да некако природно беше да се преориентираме. Сега нашиот начин и стил на интерпретирање на песните можеби пак наликуваат малку на рок музика, меѓутоа тематиката е поп дефинитивно и тоа е тоа што продолжуваме да го работиме и па нам ни е интересно. Сепак мала промена на стилот, мала промена на звукот нам ни доаѓа супер. А и бендот е така добро склопен, супер се дружиме, супер функционираме и задоволство ни е секое патување и секој настап, така да супер. Да, мислам дека и како се менат генерациите, некако се повеќе се слуша таа поп-фолк музика. Рок, искрено јас кога излегувам во ниедно кафуле, во ниеден кафич нема таа рок музика што е имало нели на времето. Во Штип е таква ситуацијата? Па да. Мислам дека и во поголемите градови, поголемиот дел од градовите претежно поп музика. Иако ете претходно пак во Скопје сте настапувале во многу локали. Да. Со рок музика. Колку време пак постоевте како бенд со рок музика? Па нашите почетоци со настапи по клубови некаде моите почетоци, ние не сме настапувале заедно во тоа време со сегашните мои колеги, се некаде од 2005 година локално во Штип, па потоа со некои соработки од колеги од Скопје, формиравме еден исто така мешан бенд, 20 членови беа од Скопје, тројца бевме од Штип и така имавме доста настапи низ цела Македонија, тука во Скопје, по познатите рок локали, сега да не ги именувам, добро познати на сите од тоа време. Значи од 2005 некаде до со короната мислам дека веќе рок-н-рол приказката оде во надолна линија. Така да после короната веќе моравме да сменеме дресовите. Да, ама ете имате стаж од 2005 година, тоа се 20 години музицирање. 20 години. Активно. Активно. Буквално секоја недела настапи. А како дојдовте до идејите и со авторска музика да започнете првично да направите нешто ваше, да оставите лично ваш белег? Па тоа дојде така спонтано. Се формира бендот, членовите нели се аклиматизиравме, се запознавме сите убаво, мада се знаевме од порано, меѓутоа друго е кога си секоја недела во контакт и така да како минува времето се раѓаат нови идеи, се нели апетитите се зголемуваат. Нашиот колега Сашо ни првата песна ни, тој имаше авторски дел и претходно со други бендови и ни презентира првата идеја за песната Љубов и супер нам ни се допадна ептен, седнавме, ја сработивме заедно со аранжманот го направи. Аранжманот Бобан Василевски, а
текстот беше и музиката се на Сашо Стојановски исто, членот од бендот. Посебно аранжманот кога го слушнавме на песната како тоа сето излезе, бевме воодушевени и мислам дека испадна супер хитче. Ги изведувате ли на вашите настапи живи свирки овие песни? Да, секако. Авторските? Секако дека ги изведуваме, тоа е наше дело, наша авторска музика и мислам дека би било глупаво да не ги изведувам. Ги изведуваме на скоро секој настап. Така и како реагираше публиката? Забележавте ли некоја разлика за првата љубов и за оваа сега? Па искрено имавме навистина многу позитивни коментари, ни пишуваа, не споделуваа и навистина некако публиката не прифати, ја прифати песната и навистина беше прекрасно чувството, морам да признаам. Но најважно е нели песната да се даде шанса да се слуша по радија, да допре до што поголем број на луѓе, да ја откријат песната и да можат да уживат во неја. Така, уште повеќе да се објавува. Да. А премиерно ете за прв пат во магазин на Сител телевизија воопшто. Денеска ќе слушнеме песната со Ѓоко Таневски. Предлагам да го видиме и спотот за Во твои раце, па ќе прокоментираме уште малку околу видеозаписот. Ете една убава љубовна приказна тематика. Како се чувствувавте еве откако нели го видовте видеозаписот и целата она атмосфера каква беше? Видовме на 2 локации снимано и сега кога гледате како еден краен продукт. Песната кога го видовме нели на крајот финалниот продукт, спотот, ние секогаш му веруваме на Ѓуле, Владимир Митрески Ѓуле кој што го правеше спотот. Тој секогаш има некоја своја визија во глава и секогаш знае како треба нели да го направи тоа. Навистина на почетокот уште кога го видовме видеозаписот, ни се допадна премногу. Не ги криевме воопшто емоциите и некој уште во старт му верувавме на Ѓуле, знаевме што работи, како го тоа прави, да. И воопшто не го доловил тој емотивен момент. Да. Дури ние ни знаевме замислата како планира да изгледа спотот. До тука му оставивме слобода и мислам дека на авторот најубаво кога му се остави слобода да излезе тоа што планира да излезе и стварно сме презадоволни од спотот. И реакциите се одлични, така да шо повеќе да кажем. Секоја чест, поздрав до Ѓули. А и насловите ви се љубовни, романтични. Првата љубов, сега во твои раце. Да. Третата, како ќе биде насловена? Имате ли веќе планови за следни? Па конкретни планови немаме. Ние работиме, свириме, се движиме, комуницираме и преку сето тоа доаѓа до разни идеи. Првата идеја што ќе ни се допадне, ја грабаме и ја остваруваме. Така, некако немаме некои стрикни планови како ви се одвива сега следната година, малку оставаме така по-слободно да се движат, но сепак сме свесни дека треба и мора да продолжиме да работиме ако сакаме да обстоиме, пошто нели, што е работата? Мора да створиш нешто, да оставиш позади тебе, за да ете така, се остави белик. Ајде, кога ја спомна и следната година, каде најчесто ќе настапувате? Имате ли веќе некои ангажмани што ги имате замислено за воиднина? Ние настапуваме насекаде низ Македонија, претежно нели во клубови, во кафулиња, настапуваме дискотеки, приватни забави и имаме доста идеи нели што ни се замислени, што не сме ги оствариле, што во 2026 година би сакале тоа нели да го исполниме и секако планираме да продолжиме и со авторска музика да извадиме барем уште неколку авторски песни и имаме доста идеи што ќе треба да се реализираат, така да за идеите да не се зборува, пошто да оставиме да се случат. Да, па да ми дојдете и за промоција на нов албум. Тогаш би зборувале. Кога ќе се собере. Да, може, да. Баш би и било повеќе песни. Има музички изненадувања уште многу. Да, па и повеќе спотови. Александар, тешко ли беше да се вратиш на музиката по повредите во пожарот во Кочани? Како се врати на настапите, на новото нормално?
време кое што дојде? Па мислам дека можеби ќе звучи клише, меѓутоа музиката и настапите ми помогнаа да се побрзо да се вратам. Значи првата мисла и првата идеја, нели, ти е да се вратиш дома и да ги видиш најблиските, а втората е да се вратам на сцената. Тоа ми беше мотивот кој ме водеше. Моите дома блиски и второ работата. И цело време и со докторите кога комуницирав, ми беше прашањето ќе функционират ли раците, прстите. Еве сега за сега, слава му на Бога, колку толку минимум од потребното функционираат, уште не само во топ кондиција, меѓутоа да си ги извршувам потребните задачи кои ми се во бендот е доволно. Така да... А твојот колега исто во каква состојба е? Кој што исто имаше повреди? Тој исто беше доста повреден, нему му беше левата рака од шаката па на нагоре до рамото, сериозна повреда, меѓутоа успешно ја надмина. Немаше повреда на прстите, тоа му е нему олеснителна околност во свирењето. Инаку тешко е, секако е тешко да се помине тој период и физички и психички да се издржи. Значи, јас бев скоро 2 месеци на лекување, скоро 50 дена. Добро, во Бугарија? Во Бугарија, во Пловдив, да. Во Бугарија, во Пловдив. Поздрав и до луѓето таму кои се грижи за нас и кои дадоа се од себе да биде секако што треба. Потоа се вративме овде, продолживме со лекување и со рехабилитација, физикални, и не знаевме, во почетокот не знаевме колку време ќе трае рехабилитацијата, колку ќе треба време да се вратиме во нормала, и не закажувавме настапи, значи сето тоа беше на стендбај. Баш како името на бендот, на стендбај. Сето тоа беше на стендбај и еве кога веќе се надзираше дека почнуваме да функционираме, почнавме веднаш со проби, веднаш. Значи уште не бевме, уште бевме со заевови на прстите, меѓутоа пробите почнаа и така да тоа ми беше така некако мотив плюс да се рехабилитирам побрзо и да се вратиме во нормал. Така, рехабилитацијата завршува, трае уште, како Трае. се прогнозите до кога? Трае, нема прогнози. Значи нема прогнози. Во медицината има едно правило, дека нема правило. И кај секој оде различно рехабилитацијата. Јас сум малку повозрастен и кај мене секој малку поспоро оди закрепнувањето. Нема прогнози, меѓу битно е дека функционираме и сега тоа доаѓа во тек. Малку е подруго отколку кога седиш и чекаш да почнеш да функционираш. Така да сега малку полесно ги преживуваме тие моменти. А како воопшто се најдовте таму во дискотеката Пулс? Вие бевте како гости отидени? Настапувавте во друг локал? Да, ние настапувавме таа вечер во друг локал. Завршивме со настап. Нашите колеги беа во Пулс. Желба ни беше да се видиме, кога разбравме дека ќе настапуваат вечер. Баш Сале ни кажа: "Еј, вечер се тие таму." Еј, супер, викам, може да идеме да се видиме. Ние, ако не се видиме на настап, нема каде. Пошто викендите секако работиме преку недела обврските и супер ни беше идејата и да, отидовме и ги видовме. За жал, за последен пат некој од нив. И тоа беше. Така, со повредените, преживеаните, имате ли комуникација, како и тие се чувствуваат? Си помагате ли, се поддржувате ли? Апсолутно. Нели психички, ментално да се чувствуваат сите подобро? Па се среќаваме по тие непопуларни места, меѓутоа без нив немаше да дојдеме до тука, по физикални терапии, по доктори, по контроли, по
Еве летоска имаше една убава иницијатива за рехабилитационен камп на Пониква и таму бевме сите поделени во групи со поддршка медицинска, со поддршка од физикална терапија, така да работевме, вежбавме се, дружевме, разговаравме. Беше многу битно за да ги разбереш од младите, пошто еве јас малку како поводрасен гледам дека различно е доживувањето на целата приказна со разликата во години, е различно и доживувањето. Некои работи младите многу потешко ги преживуваат отколку ние повозрастните. И поддршка сме еден на друг секогаш. Тука сме, се знаеме веќе скоро сите и што да кажа, поздрав до сите што не гледат и да се држите и ќе бидеме сите добро. Да, секоја чест за храброста, навистина и за мотивацијата, инспирацијата што и за другите ја даваш, бидејќи се врати на работа, започна со она каде застана всушност и како што велиш и ти, музиката и понатаму те држи. Па мораме да имаме некој мотив во животот што ќе не држи и ќе не тера да одеме напред и да не подклекнеме под ниту една пречка. Мораме да бидеме ментално силни и да бидеме примери за другите. Да. Пред крајот на оваа година, какви желби имате за следната година? Што би си посакале во новата година? За 2026 година, јас како што кажав и предходно, посакувам на сите се најдобро, посакувам за нас, за мене и за мојот бенд, да продолжиме, да твориме, да создаваме авторска музика и посакувам да имаме нормално многу работа, многу настапи. И здравие. Здравие пред се, да. Здравие пред На се прво и место. на прво место и да нема вакви немили да настани следното гостување да зборуваме само за убави работи, само за нови песни, само за нова музика. Така е ветено сторено, нели? Нов албум, тука ќе направиме прва промоција. Промоција, ќе не биде чест и мил. Со нови песни. Имате ли желба уште нешто да додадеме како јаготка на шлагот во живо? Некоја песна, рефрен? Па, може да испееме нешто. Да, може. Ајде. Цело небо свети, звезди и комети, преку него летат. Една звезда фали, веќе не се пали, нашата што згаснала. Еве цела година, само малку спијам, а тогаш кога заспивам, тебе јас те сонам. И еве цела година, како носам вина, и помалку секој ден, умирам без тебе, по цел ден и по цела ноќ. Умирам без тебе, по цел ден и по цела ноќ. Умирам без тебе, по цел ден и по цела ноќ. Умирам без тебе. Браво, ви благодарам многу и за оваа изведба во живо. Ве чекам повторно да ми гостувате. Благодарам што бевте денеска тука и да се гледаме само за убаво. Благодарам и тебе, Јелена. Се надевам дека ќе имаме многу вакви гостувања и дека ќе се дружиме и ќе си имаме одличен љубов разговор. Верувам и јас. Благодарам на поканата и ни беше уживање да присуствуваме во ова прекрасно студио и во прекрасно друштво. И вие бевте прекрасни, Благодарам. убави, Благодарам. искрени гости. Навистина сакам кога е така и ета со музика да завршиме за крај. Рековме љубов. Ќе ја слушнеме минатогодишната песна, ќе го погледнеме видеозаписот да се подсетиме Само на да оваа ги песна. поздравиме, заборавивме во претходниот тек на емисијата, значи авторот на песната
Сашо Стојановски, на музиката. Авторот на музиката Сашо Мислам дека го Стојановски. спомнавте предходно, Да, или? Да, на двете песни. И на двете Так, песни, добро. да. Автор на музиката. Текстот го пишуваше прекрасната Весна Малинова, која што ја долови таа емоција. И аранжманот, овде да не го заборавам, Иван Петровски. И видеозаписот го снимаше Владимир Митриски Ѓуле со неговиот тим, кој што го направи спотот така како што треба. Прекрасен да изгледа. Така, ќе го видиме и видеозаписот, значи тоа е целосната екипа која што Тоа создала е екипата оваа песна. на во мои раци. А сега ќе го гледаме, како рековме, Љубов, да, љубов остана за крај. Така. Со една убава порака да завршиме на љубовна порака. Така. Уживајте во овој видеозапис, а од мене до гледање.